Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. А вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45, 50, евентуално 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во редовна, не вонредна политичка анализа, ќе трае некаде 50 на 60 на минути, и кога размислувавме како да ја завршиме оваа YouTube сезона 2024-2025 година, а има само уште една емисија, таа ќе биде на 27 април, значи наредната недела, тога сметав дека овие гледачи, редовни гледачи на емисијата во Центар, кои не се мембари на емисијата во Центар, кои немат можност да платат 150 денари, заслужува да добијат една редовна политичка анализа. Претходно мислев дека некои од тие вонредни политички анализи после 15 август можеме да ги репризираме, да видите зашо станува збор, какви се политичките разврски во Република Македонија. Меѓутоа, од последната политичка анализа, редовна политичка анализа, некаде почетокот на мај, значи во текот на мај, во текот на јуни и во текот на јули, имавме неколку исклучително високо гледани или многу гледани политички интервјуа. Имаше одлични реакции, публиката реагираше одлично на тие интервјуи. Мислам дека сега заслужува да бидат наградени со една редовна политичка анализа. Така што вечерва ќе имаме една редовна политичка анализа, и кој имате ваков тип на политички анализи, кај што имате преку 200-300 тези, 20 на клучни настани кои треба да бидат анализирани во една политичка анализа, проблем е каков наслов на емисијата. Ние одлучивме ова емисија да има некаков работен наслов, што се случува во Чаир, а во текот на анализата всушност ќе објасниме зошто Чаир е битен за политичките разврски во Република Македонија. Ако на локалните избори 2013 година главната битка се водеше во општина Центар, бејќи тогаш беше проектот Скопје 2014, беше разбирливо едно урбано Скопје да се спротистави на една антиквизација или политика на антиквизација на ВМРО ДПМН. Сега главната политичка битка, вклучително во албанскиот дел, ќе се случува во општина Чаир. Што се случува во Чаир? Што би рекле бугарите, малку секс, малку бој. И во основа, за да можеме да ги поставиме рамките или контурите на политичката разврска, ќе тргнеме од една теза која сме кажале пред една или пред 2 години, а тоа е дека во Република Македонија во изминатите 6 или 7 години се формирани 3 политички партии или 3 политички групации кои треба да заменат 3 стожерни партии изминатите 20 или 30 години кои биле на власт во Република Македонија. Тоа е ВМРО ДПМН, тоа е СДСМ и партијата ДУИ на Али Ахмети. Тие 3 политички партии кои се формирани за да бидат замена, некој помалку, некој повеќе, одиграле одредена роља. Меѓутоа, после 1 или 2 години од така поставената теза, ние денес доаѓаме до одреден заклучок дека тие партии и не успеале ниту да ги гребнат, ниту да ги чепнат партиите кои всушност се плашат дека формирањето на овие политички партии ќе значи крај на нивното политичко обидисување или нивна пасокизација, заминување во некаква политичка пензија. Освен коалицијата или групацијата Влени или Вреди, која покажува каква таква мала во моментот жилава за се протистави на ДУИ на Али Ахмети. Овие 2 други партии, тоа е Левица, тоа е знам, не можат во моментот да се спротистават на СДСМ и на ВМРО ДПМН, така што главната битка на овие локални избори, ако не бидат во пакет со предвремени парламентарни избори, ќе се случат во општина Чаир. Како велат бугарите, малку секс, малку бој. Тоа е всушност коалицијата Даниел Арсовска, ДУИ и тамо премолчено или прекјутно СДСМ во изминатите 3, односно 3,5 години. 2021 година ВМРО ДПМН со исклучок на 2 општини, тоа е Карпош и Центар, убедливо победува и во градот Скопје и во скопските општини, така што Владко Ѓорчев или некој друг Владко Ѓорчев можеше славодобитно во штабот на ВМРО ДПМН да пее цело Скопје ВМРО-ски град, со исклучок на Карпош и со исклучок на општина Центар. Половина или една година после победата на локалните избори 2021 година, а 1 или 2 недели после таа убедлива победа на локалните избори, Христијан Мицковски влезе во шанса да формира ново парламентарно мнозинство и уште таа 2021 година без гласот на Кастриот Реджепи да може да ја симни СДСМ на Зоран Заев од власт во Република Македонија, не успева тоа да го направи и завршува на операција на мрсно ткиво во една од скопските болници. Даниела Арсовска, значи после 6 или после 12 месеци влегува во конфликт со Христијан Мицковски и со врвот на ВМРО ДПМН.
Во тие периоди после таа конфликтна ситуација, значи изминатите 3 години, Даниела Арсовска ги подобрува или ги влошува своите односи со СДСМ. Во еден временски период, тогашното раководство на СДСМ, Димитар Ковачевски, Миле Зечевиќ, кои се инсталирани од Зоран Заев на чело на СДСМ или да бидат привремени владетели на партијата со седиште во Бихачка, и направија во наводници партија на Даниела Арсовска. И таа партија помина неславно на парламентарните избори минатата година во Република Македонија. Меѓутоа СДСМ, иако на себе ја презема целата прљавштина од владењето на Даниела Арсовска, односно работењето или неработењето, поточно речено, на Даниела Арсовска, не успеа да обезбеди одредени бенефити од таа тајна коалиција помеѓу СДСМ и Даниела Арсовска. За разлика од СДСМ, дуи фигуративно кажано или метафорички кажано, изминатите 2,5 години, токму преку Даниела Арсовска, е власт во главниот град на Република Македонија. Така што тоа што сега се случува во таа пресметка, Влен, Вреди, Изет Меджити, Висар Ганил, Даниела Арсовска, Дуи и така натаму, СДСМ и ВМРО тука се некакви пропратни елементи. Клучната пресметка е во албанскиот електорат или во тој албански конфликт помеѓу Влен на Изет Меджити и Дуи на Али Ахмети, и тој што ќе победи нели во тој конфликт има многу повеќе шанси да победи на локалните избори во општина Чаир, како што рековме, ќе биде главниот бастион на политичката пресметка на локалните избори во Република Македонија. 2005, 2006 година, 2010 година почна се случи еден процес во општина Чаир, кој што поранешниот амбасадор на Република Македонија Арсим Зеколи го имаше наречено како процес на кандахаризација на политичката сцена во Република Македонија. Кандахар е град во Авганистан кој се сметаше за седиште на талибаните. При тоа талибаните некако модел на урбанистичко управување со општина Чаир, иако елементи на тоа кандахаризација или талибанско управување со општина Чаир ние денес гледаме повеќе од 120, 140 дивоградби, малолетни деца кои се собственици на тие дивоградби и така натаму. И тоа треба да биде и обвинителски, и судски, и секако друго процесуирано, и криминалистички процесуирано, за да се види што навистина станува збор, од страна гледано станува збор за еден сериозен криминал кои изминатите 10 на 15, 20 години се случуваат во општина Чаир. Тој процес има елементи на некакви верски индоктринирања, уфрлувања, одредени радикални исламистички структури. Тие исламистички структури преку одредени политичари се врзуваат за партијата ДОИ. Во еден временски период влегот во конфликт со партијата ДОИ. Во време на Изет Меджити дел на тие структури се присутни во општина Чаир, меѓутоа и во време на Изет Меджити кога е подпредседател на ДОИ, тие структури се скаруваат со партијата ДОИ и со Изет Меджити. Формираат други политички субјекти. Дел на тие политички субјекти се парламентарни партии во Република Македонија. Дел биле на власт заедно со СДСМ, подосна се раскаруваат, се формираат две политички партии и тие две политички партии сега се составен дел на коалицијата Влен или коалицијата Вреди. И всушност пресметката која сега се случува во општина Чаир има исклучително битни политички реперкусии, исклучително битни партиски внатреалбански реперкусии, урбанистички, а јас би рекол и верски реперкусии. И во конфликтот на тие 4 или на 5 елементи, всушност ќе се крши стабилноста на владината коалиција во Република Македонија. Кога станува збор за скопското крило на ДОИ, изминатите 15 или 20 години, таму се појави една група на млади политичари, тројца, четворица, кои потенцијално се гледа како можни наследници на Али Ахмети. И веројатно Али Ахмети, чувствувајќи опасност дека некој од нив може пред време да го замине начелната позиција или да биде лидер, иден председател на ДОИ, веројатно прави се тие тројца или четворица млади играчи да се во перманентни конфликти, во перманентни триења, во перманентна борба за позиција, да бидат подоминантни во структурите на ДОИ, што се вели во оној момент кога командантот ќе реши да се пензионира, тие да имат подобра стартна позиција да бидат заменик на командантот. Тоа беше и Изет Меджити, тоа беше и Буер Османи, тоа беше и Ермира Мехмети, тоа беше и Артан Груби. Дел од нив се елиминирани во внатрешните конфликти или во меѓусебните конфликти. Артен Груби и Ермира Мехмети.
двајцата веќе не се на политичката сцена. Останува Изет Меджити и останува Бујур Османи. По заминувањето или после бегството на Артан Груби, се поставуваше прашањето дали тоа ќе значи затоплување или дополнително заладување на носите на Изет Меджити и на Али Ахмети. Во овој момент Изет Меджити, иако тој го нема политички габарит на Лјупчо Ѓорѓевски, влегува во еден процес многу сличен на оној процес на ВМРО ДПМН и ВМРО НП, Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓевски. Сега е всушност клучно прашањето или битката кој на себе ќе го преземи криминалот. Ако во тој конфликт со Никола Груевски, Лјупчо Ѓорѓевски на себе го, во наводници го презема криминалот и криминалните структури, оставајќи му на Никола Груевски една чиста партија и така чиста партија да победи на изборите, тенко, но навистина победи на изборите 2006 година, со помош на американската и одредена тајкунска структура плюс Тито Петковски да формира влада 2006 година и после самитот на НАТО во Букурещ 2008 година да има апсолутна победа на изборите и апсолутна власт во Република Македонија, која држеше све до 2016-2017 година. Сега во овој конфликт помеѓу Али Ахмети и Изет Меджити, клучно ќе биде кој на свој плеки, на свој грб ќе го земи криминалот. Криминалот кој дуи изминатите 15 или 20 години од самото формирање во наводници и според најавите на Денарсовска го има правено во општина Чаир. Тој што ќе победи во тој конфликт, тој ќе биде чиста партија. Таа чиста партија подосна ќе биде многу тешко ВМРО ДПМН да не прифати во идната владина коалиција во Република Македонија. Затоа ВМРО ДПМН преку своите пиар експерти прави една драматична промена на тезите, промена на вокабуларот на политичко обраќање до нивното членство. Ако на ланските избори главната теза беше дајте ни го гласот, дајте ни убедлива победа, да ве спасиме од окупацијата на ДУИ, да капитулира Али Ахмети, да капитулира ДУИ за да ја спасиме Република Македонија, сега тезата е следна дека СДСМ таква каква што е слаба, но со одредена олигархија, со одредени медиуми, со одредена медиумска логистика за себе, не работи за победа на СДСМ на изборите и доаѓање на власт, туку работи за победа на ДУИ и на Али Ахмети на изборите и доаѓање на ДУИ на власт во Република Македонија. Или правејќи одредена аналогија со тоа што се случува 2006-2008 година, тогаш е ДУИ надвор од власта, Никола Груевски одлучува во првите 2 години на неговата власт или победата на изборите 2006 година да коалицира со ДПА на Мендух Тачи и имаме една ваква ситуација. Кога логистиката, медиумската логистика на ДУИ кој тогаш не беше толку силна, плюс медиумската логистика на СДСМ, прават се да покаже дека владата е нелегитимна, бидејќи во власта не е представникот на албанскиот електорат или тој што ја доби довербата на албанскиот електорат во Република Македонија, а тоа е Али Ахмети и партијата ДУИ. Сега овие медиумски експерти или пиар експерти блиски на ВМРО ДПМН вела дека тоа било тројанскиот конј кој 2008 година тој партијата ДУИ влегува во власт во ВМРО ДПМН и 9 години прави се да ја собори од власт ВМРО ДПМН, што ќе рече олигархија, медиуми, стари структури СДСМ, кога гледа дека не може да го победат ВМРО ДПМН, прават се во влада со ВМРО ДПМН да влези ДУИ и Али Ахмети и откога ќе влези во влада тие да бидат тројански конј и да прават се да ВМРО ДПМН да биде симнат од власт во Република Македонија. Што ќе рече дека ако Мицковски сега го внеси ДУИ и Али Ахмети во власта, тие ќе бидат тројански конј за соборување на Христијан Мицковски. Затоа во конфликтот помеѓу Изет Меджити и Али Ахмети на Мицковски му одговара како насушен леп криминалот да биде залепен за Али Ахмети, бидејќи ако тој на ланските избори влегува во кампања дека треба да ослободи Македонија од окупацијата на ДУИ на Али Ахмети, а сега една година после тоа, таа окупација всушност се претвора, се трансформира во битка кој е криминалецот, дали е тоа Влен кој е во коалиција со ВМРО ДПМН и ДУИ и односно Али Ахмети, тогаш овие 12 месеци се промашена стратегија на Христијан Мицковски. Затоа Мицковски после оној карамбол што го доживеа во Европскиот парламент не може да го репризира сценариото од 2008 година и Букурешт, не примат како постојана членка на НАТО, ескалира македонската јавност во еден вулкан на политичко незадоволство и на бранот на тој вулкан на политичко незадоволство ВМРО ДПМН се прошетува на изборите. Се прошетува на изборите, но претходно мора да направи мајски договор
каде што се согласува дека после изборите 2008 година победникот во македонскиот и победникот во албанскиот дел ќе мора да коалицират, и тоа трае се тамо некаде до 27 април 2017 година, после оние настани во македонскиот парламент, кога е формирана влада помеѓу СДСМ и ДУИ, каде што не коалицират победникот во македонскиот и победникот во албанскиот дел. Сума сумарум, во Чаир ќе биде клучно или ќе се води битката кој ќе биде идниот коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН. Ако ДУИ убедливо победи на локални избори, ако ДУИ победи на евентуално предвремени парламентарни избори, тогаш Мицкоски ќе има голем проблем како да објасни дека нема да коалицира со Али Ахмети и со ДУИ, и како во еден таков конфликт, каде што Изет Меджити се покажа во ова влада, во една роља на еден неспособен, мал, нефункционален политички субјект, нешто слично што беше Димитар Ковачевски во влада со ДУИ некаде до мај месец минатата година, што во такви услови Изет Меджити и Влен се претвараат во еден класичен, во наводници, англиски пациент, мислам на филмот Англиски пациент, кој мора и може да опстаи на политичката сцена само со гума и со вештачко дишење од страна на ВМРО-ДПМН. Тоа е прескапа цена која Мицкоски ја плаќа, и прашање на време колку е подготвен како должина, временска должина да ја плаќа таа цена, и колку е подготвен да плаќа скап капитал или скапа камата на таквата политичка цена. И ова се факти, ова се рамките. Ајде сега на рамките и на фактите да имаме одредена суштина. Клучно е тоа што постојано ви се повторува. Немојте да ги слушате политичарите што говорат, туку да гледате или да анализирате што прават политичарите. Која е главната замерка на ВМРО-ДПМН и на Белата палата кон ДУИ, кон Али Ахмети? Дека 2016-2017 година, ничим изазвани, под притисок на меѓународна заедница, го прекршиле Мајскиот договор. Мајскиот договор 2008 година, кој го потпишува ВМРО-ДПМН и ДУИ, и кој вела дека победникот на изборите кај македонците ќе коалицира во идна влада со победникот на изборите кај албанците. 2016-2017 година ДУИ го прекршува тој договор и коалицира со СДСМ, иако на изборите на 11 декември 2016 година, покрај сите бомби, шарена револуција, вистината за Македонија, Зоран Верушевски, така натаму и така натаму, СДСМ ги губи тие избори со 20.000 гласови разлика во корист на ВМРО-ДПМН и 2 пратеникот помалку. И сега ВМРО-ДПМН му замера на Али Ахмети дека 2016-2017 година не го испочитувал Мајскиот договор. И за возврат или како реванш, после минатогодишните избори, ВМРО-ДПМН, иако Али Ахмети убедливо победува во албанскиот електорат, ја победува коалицијата Влен или коалицијата Вреди, плюс сега го вади надвор Арбен Таравари, не е дел на новата влада на Христијан Мицкоски. Но дали точно Али Ахмети е главниот виновник за раскинување или за непочитување на Мајскиот договор? Човекот кој во структурите на ДУИ, тогаш има две структури, две групи внатре во ДУИ. Едната група е предводи Артан Груби и Бујар Османи, и тие се залагаат за континуитет на коалицијата со Никола Груевски и со ВМРО-ДПМН. Наспроти меѓународна заедница, наспроти шарена револуција, наспроти бомбите и вистината за Македонија, тие понатаму се залагаат 2016-2017 година за континуитет во коалицијата со ВМРО-ДПМН. И имате една структура околу Теута Рефи и околу Изет Меджити, кои се залагаат дека и покрај победата на ВМРО-ДПМН на изборите во Република Македонија кај македонскиот електорат, сепак во бомбите и во вистината за Македонија се кажале толку многу работи, и дека барањето на демократските процеси и на меѓународната заедница е дека треба да биде прекршен Мајскиот договор. Што рече човекот кој го прекршува Мајскиот договор, кој успева да излобира внатре во структурите на ДУИ, бидејќи се тоа перманентни конфронтации, заседавање, размислување, анализи што да се прави, и Изет Меджити. Значи човекот кој ВМРО-ДПМН по секоја цена сака да го брани и да го спаси во општина Чаир, е всушност човек, а сака да го брани и да го спаси за да не дозволи Али Ахмети да се врати назад во власта, бидејќи нели е тројански кон, па ќе го руши ВМРО-ДПМН, па има направено голем греф кон ВМРО-ДПМН, не го испочитувал Мајскиот договор. Тоа значеше паѓање од власт на Никола Груевски, паѓање од власт на ВМРО-ДПМН, специјално јавно обвинителство, одредена политичка харанга, како што тие доживуваат се водела кон ВМРО-ДПМН, и виновен за тоа Али Ахмети, не виновен за тоа Изет Меджити, бидејќи Изет Меджити како играч на Зоран Заев, како играч на македонската олигархија кој инвестира во Изет Меджити пред да биде Артан Груби воопшто појавен како клучен фактор на албанската политичка сцена пред неговото заминување од Република Македонија некаде пред 7-8 месеци. Значи Изет Меджити е тој играч, и тој Изет Меджити
Сега ВМРО ДПМН го брани, што се вели со синџири го врзува за одреден столб и го одржа во политички живот, во политичка кондиција. Зошто? За да го казни Али Ахмети. А зошто го казни Али Ахмети? Бидејќи го прекршил Мајскиот договор. А човекот кој всушност го прекршил Мајскиот договор е токму Изет Меджити. И процес на кандахаризација. Видите, тој процес на талибанизација, кандахаризација треба нели да го објаснам, бидејќи мислам дека е суштината на политичката анализа и на политичките разврски кои ќе се случат во наредните неколку месеци во Република Македонија. Уште пред 3 години, 3,5 години, кога почнат оние процеси на ферментирање внатре во Дуи, огнените момци, Изет Меджити, Муса Џафери, Блере Меджити, подоцна Муса Џафери и Блере Меджити се враќаат назад кај Али Ахмети, значи кога почнат сите тие ферментирањи одредени процеси, општина Чаир или бастионот на Изет Меджити се доживуваше како главно жариште, како главно упориште или центарот каде што во наводници ќе почне процесот на рушење на Дуи и процесот на рушење на Али Ахмети. Токму поради тие причини, Дуи преку неговите инсталации, неговите линкови влијање во Министерството за внатрешни работи, влегува во процес на расчистување со двата мокни кланови Серава Дукјанџик и кланот Грчец. Зошто? Бидејќи кланот Дукјанџик се доживуваше како главен бастион, главно упориште на Изет Меджити, дека со помош на тие кланови и на нивното влијание на политичките процеси, на луѓето, убедување, пари, црни пари, трансфери и така натаму, може да представат сериозна закана за Дуи на следните парламентарни избори во Република Македонија. Значи од општина Чаир почнува целиот тој процес и сега добива одредено хресчендо. 2004-2005 година се спроведува процес на територијална организација или територијална поделба на Република Македонија. Па се формира општина Бутел, па општина Чаир во некакви нови рамки, па зема дел од ингеренциите или дел од територијата на општина Центар и главните џамии во градот Скопје во најголем дел остануваат внатре во структурите на општина Чаир. Ако се сеќавате некаде средината на 2005-та, 6-та, 7-та, значи средината на 2010-тите години во Република Македонија, почнува еден процес во наводници на освојување на џамиите во главниот град на Република Македонија. Се јават одредени воинствени имами. Сите тие под контрола на султанот Реџеп Тајип Ердоган и тој процес на кандахаризација или во наводници на талибанизација кој се случува во одредени општини во главниот град, првенствено мислам на општина Чаир, каде што како носител на тој процес, односно сите тие структури застануваат за Изет Меджити, па тој е избран за градоначалник на Чаир и прави одредена кариера внатре во структурите на Дуи, стигнува до нивото до подпредседател. И тоа трае неколку години. Како поминува периодот, како Изет Меджити станува политички силен, а како финансиските апетити на овие групации кои го донесуваат тој процес на кандахаризација или талибанизација, па тамо се гради џами, згради, пари, капитал и така натаму, нивните бизнис амбиции, бидејќи секоја зад такви структури, зад завесата секоја се кријат сериозни бизнис интереси, нивните политички бизнис интереси стануваат од ден на ден се поголеми. Изет Меджити не може или не сака да ги реализира и почнува конфликт внатре во структурите на Дуи. Таа Ердоган структура полека го напушта шинелот на Дуи и почна да прави нови политички субјекти. Дел од новинарите, дел од медиумите, не знам, кои се многу блиски на Дуи, излегуваат и застануваат за тоа движење Беса. Тоа движење Беса во еден временски период главно упориште е токму во општина Чаир и има сериозни закани, сериозни индиции, па дури сериозна опасност за Дуи, со помош на тоа движење да биде освоена нивната клучна општина во главниот град на Република Македонија. Гледате, Дуи има мала речица, има некогаш тетово, некогаш нема тетово, има гостиовар, час го има, час го нема, го има Кичево, го има Зајс и така натаму, но главното упориште во главниот град на Република Македонија бил секогаш општина Чаир. Со помош на таа структура постоела сериозна загриженост кај Дуи дека може да изгуби главната општина во главниот град на Република Македонија. Може да има Рачиново, може да има, не знам, Кондово, може да има Липкова, тамо кон Кумано, меѓутоа за нив бил секогаш многу важно да биде општина Чаир. И влегуваат во една пресметка. Значи процесот на растурење, па дури и сега, процесот на вадење на Арбен Таравари, па гледате одредена закана Африм Гаши да биде сменето спикерската позиција, па конфликти внатре во Беса, па еден конфликт со Беса, па поделба на Беса, па втор конфликт во Беса, па алтернатива и така натаму. Сето тоа влечи корени токму од тој процес каде што се судрува албанската и исламската кауза, а тоа судрување е токму во општина Чаир. И кога ќе го додајте тамо Дукјанџи кланот и така натаму, имате еден таков молотов коктел, таква мешавина на криминал, на одредени ригидни форми на ислам, одредени политички структури и тие се власт.
во таа општина Чаир. Општина Чаир кај што ви се појавува Даниел Арсовски и наоѓа повеќе од 120-140 дивоградби. Има секаде низ Република Македонија. Меѓутоа таков силен молотов коктел, како што постои експлозивен коктел, како што постои во општина Чаир, нема на нито едно друго место во Република Македонија. Реджеп Тајип Ердоган, кој фрла пари и пари, токму преку општина Чаир, токму преку тоа движење, за да ја зацврсти својата власт или своето влијание во Република Македонија, губи неколку избори. На избори кои се организира тука во Република Македонија, диаспората, турската диаспора, не гласа за Реджеп Тајип Ердоган. За возврат или како резултат, како револт, како пркос, дека покрај сите упорини, пари, проекти, стратегија кои Ердоган ги прави во Република Македонија, тој не може да го зацврсти своето ниту политичко, ниту верско влијание, губи контролата врз исламската верска заедница. Тој сега работи на оној проект на доселување на млади турци во Источна Македонија и во Скопје. И тоа ќе го анализираме во некоја наредна вонредна политичка анализа или вонредна политичка емисија. И всушност наместо Скопје да го правите европски град, преку таа стратегија Скопје треба да се направи нова Сараево тука на Балканскиот полуостров. И тоа е во целосна спротивност со стратегијата на Еди Рама. Не знам дали прочитавте еден податок некаде пред 2-3 недели, каде што статистички се покажува дека после 50 или 100 години за прв пат оваа година процентот на муслимани во Република Албанија е паднат под 50%, што ќе рече дека Албанија не е доминантно или не е повеќе од 50% муслиманска држава. Тамо се зголема бројот на агностици или бројот на неверници, тука има одредени православци, има одредени католици, доминантно е муслиманското население, но Албанија не е доминантно муслиманска држава. Што тоа значи? Тоа значи дека Еди Рама или одредени структури блиски на Еди Рама можеби ја разбраа пораката на Европската унија, дека Европската унија е доминантно христијански, доминантно католички или доминантно протестантски клуб. Дури трите исклучоци, тоа се православните држави, Романија, Бугарија и Грција, станува членки на Европската унија, но пред 100-150 години тамо се инсталирани 3 германски династии и во Романија, и во Бугарија, и во Грција. Турција од пред 30 години има добиено кандидатски статус во Европската унија, а ги нема почнато преговорите со Европската унија. Зошто? Бидејќи муслиманска држава. Зошто? Бидејќи ако Турција стане дел на Европската унија, Европската унија ќе граничи тамо доле со Израел, ќе граничи тамо доле со Сирија, ќе граничи тамо доле со Јордан и со конфликтите на Блискиот Исток, каде очигледно не го сака Европската унија. Што велам, трите исклучици, тоа е Грција како колевка на демократијата и Бугарија и Романија кои се примени некаде пред 15 години, се примени бидејќи пред 150 години тамо се инсталирани германски кралски династии. Еди Рама ја разбира таа порека и тоа е конфликтот на Еди Рама, тиранска платформа број 2 и Ердоган стратегијата, значи конфликт на албанштината и на муслиманството. Каде во општина Чаир? Затоа е многу битна општина Чаир и затоа кој ќе победи во општина Чаир всушност ќе се Раатоса. Ќе ги фрли, знаете како оние вреки со песок кои ги фрлате кога сте на брод, кога се случува невреме на отворено море, за да може бродот да не потони, вие фрлате одредени вреки со песок. Тој што ќе победи во општина Чаир ќе ги фрли тие вреки со песок во морето. Под број 3 и под број 4. Дали овој случај во Чаир им прави сериозна политичка штета на ВМРО ДПМН? Да, и тоа може да не се одрази на сегашните локални избори, може да не се одрази на наредните предвремени парламентарни избори, но сигурно за 2, за 3, за 4 години ќе има сериозно влијание врз рейтингот на ВМРО ДПМН. Затоа ВМРО ДПМН се обидува конфликтот во Чаир од криминален да му даде некаква етничка, државна, македонско-бугарска димензија. Затоа како во квизот Милионер повикуваат пријател, а тоа е европратеникот или вториот, третиот човек во структурата на тие европски десни партии, Андреј Ковачев, од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов, и тој дава една таква несмасна изјава во екот на конфронтации на ВМРО ДПМН со Даниел Арсовска, кај што вели дека ВМРО ДПМН ја напаѓа бугарската државјанка или нивната сонародничка Даниела Арсовска, нели алудирајќи дека Даниел Арсовски има бугарски пасош, а тоа го демантираше, навистина многу невешто го демантираше, остана отворено прашањето бидејќи изминатите 3 или 4 години постојано се отвара во сите политички конфликти, дали СДСМ ВМРО ДПМН, дали внатре во ВМРО ДПМН, прашањето на бугарско државјанство на Даниела Арсовска. Меѓутоа, знаете, ако вие на тоа што го прави Даниела Арсовска дадите одреден товар, одреден призвук дека има бугарско влијание, а конфронтацијата помеѓу Република Македонија, помеѓу македонците и бугарите е најсилна, најжестока во изминатите 70 години токму во овој временски период, бугарско вето, па бугарско барање, па македонски јазик, па македонски идентитет и така натаму, зоврене тој
котел на македонско-бугарски страсти и во Софија и во Скопје, и тоа го подгрева двете структури и од едната и од другата страна, секогаш кога тоа им е корентно, ако сака да печат одредени политички поени, така што Андреј Ковачев, кој во наводници е ѓавол кон ВМРО ДПМН, сега е пријател на ВМРО ДПМН, го повикува, дава една таква несмасна изјава и се обидува да денунцира Даниела Арсовска, дека Даниела Арсовска всушност е доказ дека се води антибугарска политика во Република Македонија. Како ВМРО ДПМН напаѓа нивната сонародничка која има бугарски пасош, која порано била кандидат за градоначелник од редовите на ВМРО ДПМН, сега открива криминал во структурите на ВМРО ДПМН и тие ја напаѓаат, стигматизираат и жигосуваат не бидејќи открива криминал, туку бидејќи е бугарка. И четвртото прашање. Тие дивоградби во општина Чаир се вчера изградени, пред 1 месец, пред 2 месеци, пред 3 месеци, или се изградени изминатите 3 или 4 години. Што ке рече, еден дел на тие дивоградби постојат во општина Чаир и пред Даниела Арсовска да стане градоначелник и на самиот почеток на мандатот на Даниела Арсовска кога стана градоначелник. И тука се постава прашањето, зошто Даниела Арсовска, која имаше формирана, на која и формираа политичка партија, не водеше таква кампања пред ланските парламентарни избори. Гледате, тоа е клучното прашање за вие да може да дадете одговор што ни се случува на политичката сцена или како одреден лајт мотив на политичките разврски во Република Македонија. Ако Даниела Арсовска со такви податоци, со таква битка во Чаир, со таква борба против криминалот, дивоградбите, кои имат во наводници албански призвук, ако водеше таква кампања на бранот на ланското ослободување на ВМРО ДПМН од албанската окупација во Република Македонија, читай Дуи и читай Али Ахмети, тогаш Даниела Арсовска имаше 10 пратеници. Од каде ќе ги добиеше тие 10 пратеници? Па ќе ги добиеше од шинелот на ВМРО ДПМН и на Христан Мицковски. Тогаш Мицковски тешко ќе можеше да формира влада. Тогаш ни катастрофалниот пораст на СДСМ немаше да биде така катастрофален. И сега нели се постава прашањето. Имате една структура, тој е Артан Груби, тој е Миле Зечевич, тој е Димитар Ковачевски. Ајде да го трнеме Артан Груби, бидејќи Артан Груби секогаш користел како џокер на Али Ахмети за контрола на Миле Зечевич и на Димитар Ковачевски. Тие и прават политичка партија на Даниела Арсовска. А истата таа структура на средба Кестова Пендаровски разговара и прави одреден модел и стратегија за враќање назад на Никола Груевски во Република Македонија. Што требаше да направи Никола Груевски? Да направи нова политичка партија. Што требаше да биде задачата на таа нова политичка или да се рацепи ВМРО ДПМН, да има ВМРО под контрола на Груевски, ВМРО под контрола на Мицковски. Во таков случај, при правење на европска коалиција на СДСМ и ДУИ на Димитар Ковачевски и Али Ахмети, ВМРО немаше да биде победник на изборите, немаше да ја формира сегашната македонска влада. И се поставаат две работи. Луѓето кои инвестирале во враќање на Груевски и луѓето кои инвестирале во правење на политичка партија на Даниела Арсовска биле толку глупи да не сваста дека тоа што сега се прави требаше да се прави лани во Република Македонија, или уште минатата година постоел премолчен договор помеѓу Зоран Заев и Христан Мицковски, а Никола Груевски ќе го објасни малку подоле, за промена, мирен трансфер на власта во Република Македонија, за минување на СДСМ во тешка опозиција и една апсолутна победа на Мицковски на парламентарните избори во Република Македонија. Го знаете ли принципот на вакцина? Значи, вакцина или они стар тип на вакцини се прават на тој начин. Се зима мало количество од вирусот и врз база на тоа мало количество на вирус се прават одредени антитела. Тие антитела како форма на вакцина се шприцуваат во организмот на човекот и тој има одбранен механизам кон вирусот. Сипаници или било што друго. Така функционира и политичката сцена во Република Македонија. Знаете, кога вие зимате или кога правите одредена вакцина, вие ако имате два вируса, едниот е СДСМ, едниот е ВМРО ДПМН, пластично кажано за да може да ме разберите. Вие не зимате дел од вирусот СДСМ, зимате дел од вирусот на ВМРО ДПМН. Правите одредени антитела, правите одредена вакцина и ја шприцувате таа вакцината во телото на организмот, еве тоа да е Република Македонија, и вие денес имате конфликт на вакцината и на вирусот. Вирусот е ВМРО ДПМН, а вакцината е исто ВМРО ДПМН. Имате конфликт на ВМРО контра ВМРО. Ајде да направиме одредена анализа за да може да ме разберите. Даниела Арсовска, прегледате целата кариера и Комора на приватен капитал, и Сеат Кочан, и Драган Митковски, тоа се луѓе блиски на Никола Груевски. Па се вади од нафтелин и станува почесен конзул на Република Унгарија во Република Македонија. Мислите дека може да стане некој почесен конзул без климање со глава на Никола Груевски? Тој е дел на таа Ѓорче Петров екипа, од каде што потекнува и Никола Груевски, и на крај повторно на нафтелин се вади Даниела Арсовска, без разлика на сите анкети што беа правени. ВМРО ДПМН имаше многу повеќе кандидати, вклучително и Коце Трајановски, вклучително, не знам, и Орце Ѓорѓевски.
многу кандидати кои би можеле да бидат градоначелник на Скопје. Се вади од Линда Неларсовска и мисли дека тоа може да се направи без климање со главата на Никола Груевски. Па имате на пример Стефче Јакимовски. Стефче Јакимовски кој го руши бојкотот на Бранко Цренковски 2013 година со помош на Никола Груевски, со помош на Сашо Мјалков, па станува еден мандат градоначелник на општина Карпош, па станува повторно со помош на луѓе 2021 година на Никола Груевски, повторили по трет мандат градоначелник на општина Карпош и на крај се скарува со Христијан Мицковски. Значи, лојален Никола Груевски. Па имате Филип Петровски, дел на структурата на Лјупчо Ѓорѓиевски, па се кара со Лјупчо Ѓорѓиевски, па оди ке Љубе Бошковски, па прави нова политичка партија, па ВМРО ДПМН преку Мартин Протоир го враќа назад во структурите на ВМРО ДПМН, па градска библиотека, па лотарија на Македонија, па универзитетска библиотека, односно архивот на Република Македонија и прави сериозна политичка структура внатре во мандат на Никола Груевски. Тој го прави дувлото, кој е сега главна алатка на политички пресметки на ВМРО ДПМН. Го има најжествениот или највоинствениот говор пред Државната изборна комисија после изборите на 11 декември, кога Државната изборна комисија треба да направи прегласување во некои општини, во некои села во Западна Македонија во 6-та изборна единица и ВМРО ДПМН се плаши дали ќе обезбеди или нема да обезбеди еден плюс пратеник. Па имате групацијата на Инфомакс, која јас никош не сум ја доживувал како медиумски, туку како политички проект. Наталија Ивчева беше генерален секретар на партијата на Љубе Бошковски, Мечка или Александар Митовски беше прв човек на младината на партијата на Љубе Бошковски, па се враќаат во структурите на ВМРО ДПМН, па се блиски на Никола Груевски, па остануваат надвор од чадорот на унгарските пари. Значи треба да бидат чисти, не треба да бидат контаминирани со унгарските пари и со унгарските медиумски инвестиции во Република Македонија, блиски до Мицковски. Тие се главната алатка на Мицковски на локалните избори 2021 година, па приведувани се во Кочани и така натаму и така натаму. Значи имат активна улога во изборот на овој градоначелник на Кочани кој сега е испратен, поранешниот градоначелник на Кочани кој е испратен сега на Топал Гулаш или Топал Оброк 3 пати на ден и се карат на крај со Христијан Мицковски. Гледате, сите тие структури на крај се караат со Христијан Мицковски, но не прават ништо да наштетат на ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи ВМРО ДПМН е вирусот и ВМРО ДПМН е вакцината. Имате конфликт на вакцината против вирусот. Конфликт на ВМРО против ВМРО. Што е суштината? Некој сака да му наштети на Христијан Мицковски, да го елиминира Христијан Мицковски, но не да му наштети на ВМРО ДПМН да дојде на власт во Република Македонија. Што мислите? Кој стои позади тој проект ВМРО против ВМРО и на тој начин да биде пуштен из вода Христијан Мицковски? Каде е тука СДСМ? Па го нема. СДСМ е небитен, односно е битен како ланскиот снег. Зошто? Бидејќи СДСМ не е ни вирусот во моментот. Знаете, да видите вирус, вие пак треба да видите нешто активен. Да имате некоја разорна мог, да може да делувате, да може да правите, па некој да прави одредени антитела, да прави одредена вакцина. СДСМ е битен како ланскиот снег. Имате вирус кој е ВМРО, имате вакцина кој е ВМРО. Значи конфликт ВМРО против ВМРО. И кога СДСМ ќе стане светен дека тука се оно што се случува на македонската политичка сцена не зависи од нив, тоа ќе биде многу касно, бидејќи конфликтот на ВМРО против ВМРО го поклопува и делот на извршна власт и делот на опозиција во Република Македонија. Тука место за СДСМ нема. СДСМ ќе влезе во еден многу болен процес на пасокизација, па дури и тој процес на пасоковизација на политичката сцена е нешто сериозно. Мислам дека СДСМ ќе се сведе на некоја форма на знам Струмица, имате знам Куманово, имате знам Струмица и одредено распаѓање како во средновековна Европа, големото римско царство кој се распадна на 10, 20, 30, 50 мали царства, кнежества, грофови и така натаму и така натаму. Значи не битен е СДСМ на политичката сцена. ВМРО ДПМН покажува страв од се и се што. Се плаши од нова форма на шарена револуција. Кочани го гледани из призмата на шарена револуција. Пожарите во Република Македонија ги гледани из призмата на шарена револуција. Однесувањето на Даниела Арсовска ги гледани из призма, низ форма на шарена револуција. Нели затоа се вади она теза дека меѓународната заедница преку Даниела Арсовска, преку Дуи како тројански конј, всушност сака да го рушат Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Тоа е подсвесен страв кој извира од структурите на ВМРО ДПМН. Затоа Даниела Арсовска се доживува како некоја модерна форма на Катица Јанева. Вади одредени елементи, вади одредени криминали, вади одредени докази. Знаете, вие за криминал можете да одговарате со правење и со неправење. Некој прави криминал и ќе биде санкциониран, да речеме во општина Чаир, а некој законски има овластување не го санкционира. Значи со неправење го дозволува тој криминал. Така што страва ВМРО ДПМН дека тие со неправење може да го санкционират или да го дозволат криминалот во општина Чаир, а ако го санкционират, тогаш ќе треба да си го пуштат главниот коалиционен партнер после излегување на Арбен Таравари, после
она ставање на климави позиции на Максим Димитриевски, аферата Лидл, Вукуманова и така натаму, значи на мноштво на афери кои се откриени или може да бидат откриени во наредниот период. Структури на Бранко Царенковски против структурите на Максим Димитриевски, значи тамо битката во наводници допрва доаѓа. Во такви услови за Христијан Мицковски ќе биде исклучително скапо да го пушти низ вода Изет Меджити и влен и вреди коалицијата кој му се клучен коалиционен партнер во правењето на оваа влада сега во Република Македонија. Затоа не се санкционира или не се санкционира како што треба криминалот во општина Чаир, за да не биде растурена владината коалиција во Република Македонија. Во такви услови, тие во Катица Јанева, односно во Даниел Арсока, гледат нова Катица Јанева. Ако се сеќавате, доаѓањето на Катица Јанева пред портите на Министерството за внатрешни работи тамо некаде 2015-2016 година, кога сакаше да упадне во Министерството за внатрешни работи, да открие што е правено со прислушкуваниот материјал, жолти комбини и така натаму, и не беше дозволено, беше тамо чувана 1 или 2 часа, па подосна и беше дозволено, па влего, па ништо не открие, така натаму, ништо слично сега прави Даниел Арсовска. Меѓутоа, стравото шарена револуција извира, се гледа, значи вие можете да го почувствувате, можете да го допрете стравото шарена револуција во структурите на ВМРО ДПМНЕ. Дали ќе има нови пожари, дали ќе има нова Даниел Арсовска, дали ќе има нова Кочани, дали насилно преку улици ќе ги рушат, и во еден таков страв тие почнат да прават сериозни политички промашувања. Зошто е стравот кај ВМРО ДПМНЕ? Бидејќи во овој момент вие точно не можете да дефинирате, да откриете кој во своји раце го има далечинското за да може да владее со власт, да владее со Белата палата, да владее со ВМРО ДПМНЕ. Има одредена теза која вели дека Сашо Мјалков е човекот кој тамо некаде 2003-2004 го носи Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМНЕ, а 2006 го носи на чело на македонската влада, а 2017-2018 година, после губењето на локалните избори, Сашо Мјалков е истиот човек кој го носи Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМНЕ. И ако Сашо Мјалков упорно е продава тезата дека е главен американски играч во разузнавачкото милје тука на Балканскиот полуостров, чите во Република Македонија, тогаш странците и американците веројатно требале да добијат климнување со глава. Гаранција од Сашо Мјалков дека Никола Груевски и Христијан Мицковски ќе спроведуваат американска политика во Република Македонија. Ако ниту Груевски, ниту Мицковски спроведуваат американска политика тука во Република Македонија, а тој Преспански договор, француски предлог, промена ними и така натаму, тоа се 3 или 4 проекти за кои стои и администрацијата на демократите и администрацијата на републиканците, тога Сашо Мјалков дава погрешни гаранции. Тогаш вината ќе се бара од Сашо Мјалков, а не од Никола Груевски или од Христијан Мицковски. Така што конфликтот внатре по структурите на ВМРО ДПМНЕ ќе биде кој го има далечинското, значи тамо ќе почнат како мали деца кои ќе им фрлите едно далечинско да се граба, да се тепат кој има далечинското. Така што конфликтот ВМРО против ВМРО ќе биде во наивното финале конфликт кој го има далечинското во управувањето со Белата палата. Затоа за ВМРО ДПМНЕ нема да се клучни локалните избори во Република Македонија. Па дури нема да се толку клучни и важни некои предвремени парламентарни избори во Република Македонија, колку што ќе бидат важни и изборите, парламентарните избори во Унгарија наредната година. Виктор Орбан е сериозно оштетен. Последното оштетување кој беше направено на Виктор Орбан беа председателските избори во Романија, кој тој се залагаше за победа на прорускиот кандидат на изборите во Романија, се обедини романското општество и избра одреден европски кандидат, поранешен градоначелник на главниот град на Република Романија, односно Букурешт. И тоа беше тежок пораз на Виктор Орбан. Знаете, кога ќе се вратите назад 89-90 година, рушењето на Николау Чаушеску почнува со апсење на одреден унгарски свештеник во оној северо-западен дел на Романија кој граничи со Република Унгарија. Така што поразот на председателските избори во Романија е сериозно дополнително девастирање на Виктор Орбан. Еве ги анкетите. Политико, последните анкети. Гледате, од ден на ден се прават одредени анкети. Овие анкети се некаде од 8 јули оваа година. На тие анкети унгарската опозиција има рейтинг 44%, партијата Фидес на Виктор Орбан има рейтинг некаде 37%, значи разлика 7 плюс процентни поени. Пред 6 дена, значи некаде на 2 јули, партијата, односно опозицијата во Унгарија имаше рейтинг 45%, партијата Фидес имаше рейтинг 39% и разликата беше 6%. Што ќе рече дека таа разлика не се намалува, напротив, од анкета на анкета останува иста или благо се зголемува. Пораст на Виктор Орбан на избори во Унгарија ќе значи политичка неизвестност за Никола Груевски. Ќе остане во Унгарија, ќе оди во друга
пријателска држава во Европската унија, ќе сака да се врати назад во Република Македонија. Влезе во преговори со Стево Пендаровски, влезе во преговори со Миле Зечевиќ, евентуално Димитар Ковачевски, со Артан Груби и со Али Ахмети, како што влезе во преговори со СДСМ и со ДУИ при напуштање, при бегање од Република Македонија, влезе пред 2 години во преговори со целата таа структура за враќање назад во Република Македонија. Тоа не беше реализирано. Зошто? Веројатно не сакаше да наштети на ВМРО ДПМН. Сакаше ли се чувствуваше многу покомотен ВМРО ДПМН да дојде на власт во Република Македонија и во режија на ВМРО ДПМН да биде реализирано евентуално негово враќање тука во Република Македонија. Знаете, кој е клучниот проблем на таа структура? Тие го носат Мицковски на чело на ВМРО ДПМН да не прави ништо. Значи, главна карактеристика на Мицковски да биде опортунист до максимални граници. Ништо да не прави. На се да кажува не. Вие никаков став негов да не знаете по клучни прашања во Република Македонија, освен дека тоа не сака да го прифати. Ако му речете навија за Вардар, тој за инат ке навија за победа. Ако му речете навија за победа, тој за инат ке навија за Вардар. И ко таков човек носите на чело на ВМРО ДПМН, а сега на чело на македонската влада, со квалитети да не прави ништо, тогаш имате проблем кога за вас треба да направи нешто. Например, да го врати назад Никола Груевски. Тој ке врти, ке ветува, како глушец, тоа нели објаснуваше Никола Груевски, нели од тоа објаснување со глушец почна и проблемите со меѓународна заедница, како вели Македонија беше како глушец, беше донесена во ќоше и кога вие ќе донесете глушец во ќоше, тој има 2 можности да се предаде или да скокни, да ве нападне почит, односно да почне саврање, така почнат во тој момент со глушецот, почнат нашите проблеми со меѓународна заедница, интервју дадено за Канал 5 телевизија. И сега Мицковски е донесен во ќоше. И Мицковски сега треба да избери дали ќе биде само англиска кралица, кој ќе може да трупа капитал, ќе може да трупа тендери, да распоредува еден круг на луѓе околу себе, да не нема контрола на процесите и уште помалку да нема контрола на Белата палата или врвот на ВМРО ДПМН, или да се обиди да се бори против Никола Груевски. Тој конфликт ВМРО против ВМРО на крај ќе зависи од изборите во Унгарија, бидејќи како стојат сега работите Виктор Орбан и Александар Вучич му дават подршка на Христијан Мицковски и дека Никола Груевски целата таа структура сега гази по јајца, не сакајќи да се замери со Виктор Орбан, не сакајќи да се замери со Александар Вучич. Гледате, Јане Санша излезен целата таа приказна. Тројката беше Виктор Орбан, Јане Санша, Никола Груевски, сега Јане Санша го нема. Никола Груевски чека, калкулира што ќе се случи со изборите во Унгарија, но на крај Словенија ќе биде клучната држава. Ако се враќа Никола Груевски назад од Република Унгарија, нема да оди преку Албанија, нема да оди преку Србија, ќе оди преку Република Словенија. И со кој прв ќе влезе во конфликт, натре во тој судир ВМРО против ВМРО, Христијан Мицковски. Ги знаете овие руски кукли, бабушки, матрашки или, како ги некот, матрјошки. Отварате една кукла, ви се појава иста таква кукла. Па отварате таа кукла, па помалку, па трета кукла, па четврта, па петта кукла и тоа оди до недоглед. Што ќе речи Христијан Мицковски, како отвара еден непријател, му се појава друг непријател. Како тој го отвара, па му се појава трет непријател. Па како тој го отвара, му се појава четврти непријател. Прво беше Никола Груевски, па замина надвор од Република Македонија, па сега сака да се врати назад во Република Македонија. Беше Даниела Арасовска, па ќе заврши мандатот на Даниела Арасовска. Па сегашниот човек кој е главен фаворит да биде наследник на Даниела Арасовска, тој е градоначалникот на општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски, сигурно ќе има политички амбиции. Не само што ќе има политички амбиции, туку за разлика од Даниела Арасовска, тој произлегува од партиската структура на ВМРО ДПМН, растел со партиската структура на ВМРО ДПМН. Има поддршката на Никола Груевски, јавна тајна е дека структурите на Христијан Мицковски не сака да го номинират Орце Ѓорѓиевски за кандидат за градоначалник на главниот град на Република Македонија и тие лобира за министерот за локална самоуправа Златко Пирински. На крајот победи структурата која го поддржуваше Орце Ѓорѓиевски. Орце Ѓорѓиевски има сериозни политички амбиции. Па го имате Александар Николовски. Па имате Гордана Селјановска, која сега невидлива во Вила Водно. Меѓутоа таа има околу себе собрана таква сериозна удбашка структура, истата удбашка структура која 92, 93, 94 година ги делеше фришопите во Република Македонија и сериозно учествуваше во таа трговија со цигари, трговија со нафта, во оној процес на санкции кон тогашна СР Југославија плюс Срđan Kiri. Во 2 или во 3 наврати Гордана Селјановска во последен момент се откажува од јавна конфронтација со Христијан Мицковски.
Првата ситуација беше избор на прв човек на Агенцијата за разузнавање. Тоа е позиција каде што Гордана Селјановска сакаше да стави свој кандидат. Кандидат става Христијан Мицкоски и сега има одредена афера дека директорката на Агенцијата за разузнавање била фатена како неовластено надвор од законските рамки, законските решенја, учествувала на тајна седница на владата и информирала за одредени информации на тајна седница владата на Република Македонија, односно премиерот Христијан Мицкоски. Па имате комисија за помилување, Гордан Келеџиев и целата таа екипа, кои мора да си дадат оставки, бидејќи беше отворена одредена афера, тоа е некаде септември-октомври минатата година, каде што не се помилуваат браќата за настаните за 27 април, туку се помилуваат одредени лидери на клучни кланови, крупни кланови во Република Македонија, речено Барон, така натаму и така натаму. И имате трет конфликт, избор на нов гувернер на Народната банка. Јавна тајна дека професорот Александар Спасов беше фаворитот на Гордана Селјановска. И таа до последен момент се залагаше Александар Спасов да биде избран за нов гувернер на Народната банка, бидејќи тоа е позиција која ја покрива председателот на државата. На предлог на председателот на државата, собранието го избере новиот гувернер на Народната банка на Република Македонија. На инсистирање на ВМРО-ДПМН, на инсистирање на Христијан Мицкоски е избран Трајко Славевски. Значи, три форми или три можности за конфликт помеѓу Гордана Селјановска и помеѓу Христијан Мицкоски. Што мислите дека таа структура околу Гордана Селјановска ќе ги преспие наредните 4 години и дека во првата прилика, кога ќе се почувствува дека се доволно силни да му се спротистават на Мицкоски, а тоа веројатно ќе им биде сугерирано од Будимпешта, чита Никола Груевски, те ќе влезат во конфликт со Христијан Мицкоски. Зато Мицкоски ќе го има синдромот на бабушки. Како се бори со една кукла, му се појава друга кукла, како се бори со таа втора кукла, му се појава трета кукла и тој ќе биде трошен како мексикански боксер. Мексикански боксер неподготвен и млад влегува во рингот, има 50-100 борби и млад се пензионира од рингот. Што ќе речи, Мицкоски сега би бил најсреќен да може да се аспие и да се разбуди 2029 година, да се пазари со Груевски, да се пазари со Александар Николовски, да им остави власта, владата на Република Македонија, партијата, и тој да се испазари за мандат од 5 години председател на Република Македонија. Знаете, од сегашна временска дистанца, од овој страв во ВМРО-ДПМН неке Мицкоски од шарена револуција, многу далеко делуваат локалните избори октомври-ноември оваа година, а за председателски избори 2029 година тоа е толку далеку како сега пешки да трнете да сакате до Исланд да стигнете. Ако Влен или Вреди или партијата Низет Меджите или Огнени момци беа формирани како замена за ДУИ, Левица беше формирана, знаете, кај Левица е конфликтот, затоа поради конфликтот Левица не може да го направи тоа што македонската јавност, македонските гласачи го очекуваат од партијата Левица. Таа е партија формирана 2015, 16, 17 година, за да зима гласови од ЗТСМ и Зоран Заев, и во еден временски период таа се исполни својата роља. Тие што е формирана да зима гласови од ЗТСМ и Зоран Заев, веројатно се остварија својата цел. Сега партијата Левица се промовира како резерва или како резервна гума на ВМРО-ДПМН. Треба да зима гласови од ВМРО-ДПМН. И секогаш кога Левица, знаете, расте, го напаѓа Христијан Мицкоски, напаѓа дел на мицковистички структури оврват на ВМРО-ДПМН, доаѓа до одредена точка. И кога треба после таа точка да направи одредена експлозија, да направи одредено крещендо, да направи Джан да разбира и од 40, 50, 60 илјади гласови да оди на некоја граница над 100 илјади, над 120 илјади гласови, и тоа се некои 10-15 пратеници, и тоа е трет пат или сериозен политички субјект на македонската политичка сцена, таму се случуваат внатрешни конфликти. Ги активираат овие спијачи во Левица, и тие спијачи во Левица почнат да прават одредени проблеми. Овие медиумски структури околу ВМРО-ДПМН ја прават дроп сарма партијата Левица Димитар Апасиев, и тие пак се враќаат на некои 40-50 илјади гласови, колку што треба да биде мирно море, спокојно, да се тука, да се присутни, да се секогаш резервна гума, но никогаш да не бидат сериозна закана за ВМРО-ДПМН. Да бидат закана за Христијан Мицкоски, но да не бидат закана за ВМРО-ДПМН. На крајот, знаете, ќе го излачат и главниот спијач, а тој е Димитар Апасиев. Така е формирана таа партија, и таа партија всушност ја потврдува тезата на вакцина. Зимате вирус, правите вакцина, и таа вакцина всушност ви оможножува ВМРО против ВМРО. Што прави СДСМ сега во моментот на политичката сцена? Па ништо. СДСМ се сочи, знаете, како не НБА екипи. Се вложуваат пари, стига до финале или стига до победник на НБА шампионатот, стануваат шампиони, стануваат вице шампиони, стигнат до полуфинале, конференцијско финале и така натаму. И гледат дека главните играчи се веќе стари, се веќе потрошени, дека им поминал зенито, дека не може да го дадат тоа што го сака франшизата
дали Лос Ангелос Лейча, дали Бостон Селтикс и така натаму, и треба да влезат во еден процес на ребилдинг. Кој го води процесот на ребилдинг во СДСМ и што всушност СДСМ треба да направи во тој процес на ребилдинг? Во Соединетите американски држави, во НБА лигата, вие купувате играчи на слободен пазар, купувате играчи, имате одредена рамка финансиска која не смета да ја пробиете, имате одредени трансфери, размена на играчи од една во друга екипа, имате драфтови кај што најмладите играчи од колеџите или од Европа до 23-24 години доаѓаат, ги драфтувате, можете двајца или тројца да драфтувате на еден драфт 2025 година, да речем, и така ја правите екипата. Но клучната проценка што ја правите, тоа чини толку пари, тоа ќе се главните играчи, тоа ќе трае 4, 5, 6 или 10 години. Ако не успееме со тој ребилдинг, тоа ќе преме нов ребилдинг. Но клучно е да процените кој главен играч ќе го замените и која нова главна звезда ќе биде на која ќе го ставите товарот за победа на следните избори или да освоите НБА титула, да бидете НБА шампиони. Каде ќе треба? Кој да го прави и околу кого треба да го прави ребилдингот СДСМ? Овие локални избори или кандидатурите на одредени лица на локалните избори во Република Македонија покажува дека и денес Зоран Заев не дека го има контролниот пакет во СДСМ, туку има апсолутната власт. Целата власт во СДСМ е во рацете на Зоран Заев. Затоа е избран таков кандидат на изборите во Струмица каков што е избран, затоа е избран таков кандидат за градоначелник на главниот град во Република Македонија Скопје таков како што е избран, што ги речи кандидати најлојални на Зоран Заев. За СДСМ да прави ребилдинг, треба да свати дека времето на Зоран Заев е поминато. Дека со Зоран Заев не дека не може да станат НБА шампиони, не можат ни во плеофот на НБА шампионатот да влезат. Што ке рече ребилдинг, но не со ова раководство. Ова раководство е продолжена рака на Зоран Заев, не со ова главна звезда кој понатаму е Зоран Заев, не со Венко Филипче, со нови деца. Тие нови деца во моментот не може да дојдат. Ги нема, тие што постојат не може да исплеват на површина, токму поради таа струмичка структура и нивната главна инсталација во врвот на СДСМ, тоа е Венко Филипче. Значи СДСМ нема нови лица, нема расчистување со криминал, нема расчистување со заевизам, дури ни фингирано расчистување со заевизмот. Гледате, во ВМРО ДПМН имаше фингирано расчистување со Лјупчо Ѓорѓевски или реално расчистување со Лјупчо Ѓорѓевски, имаше фингирано или реално расчистување со Никола Груевски и Христијан Мицкоски. Во СДСМ нема таков процес. Човекот кој е начело на фондација Заев е начело на Дихачка, начело на СДСМ. И СДСМ сега не може да направи анти-ВМРО ДПМН Ебран. Христијан Мицкоски не прави ништо, односно ВМРО ДПМН не правеше ни 106 или 7 години и јаваше на бранот анти-СДСМ кој се формираше, кој се направи во Република Македонија. Проблемот е на СДСМ што после мајските избори минатата година, наместо тој анти-СДСМ бран да се намалува, тој во овие 12 или 13 месеци дополнително се зголеми и тоа го оневозможува правењето на анти-ВМРО ДПМН бран во Република Македонија. Нема анти-ВМРО ДПМН бран, туку има конфликт ВМРО против ВМРО. Тој конфликт ВМРО против ВМРО го пасивизира Христијан Мицкоски. Мицкоски не може да биде близок ниту со Дуи, ниту со Али Ахмети, бидејќи тој е тројански кој го руши, гледате таков амбиент му се прави. Не може да биде близок со бугарите, бидејќи бугарите се главен ѓавол, главен непријател на Република Македонија. Не може да биде близок со Европската унија, бидејќи Европската унија значи предавство во структурите на ВМРО ДПМН. И таков препариран Мицкоски со тој конфликт ВМРО против ВМРО натеран да седи и ништо да не прави, е најлесна мета на Никола Груевски и најпосакувана цел, односно најпосакувана форма на политичко делување на Никола Груевски. Гледате, СДСМ владее со правење и тоа секогаш е знак нееднакво со предавство. ВМРО ДПМН владее со неправење и тоа е секогаш знак нееднакво со патриотизам во Република Македонија. Во конфликт на фингирано предавство и фингиран патриотизам во Република Македонија, во моментот победува патриотизмот во Република Македонија. На таа основа се прави анти-СДСМ бран и на таа основа не може да биде направен анти-ВМРО ДПМН бран. Просторот го поклопуваат и од едната и од другата страна структури на ВМРО ДПМН. Едните минимално по структура на Христијан Мицкоски или под контрола на Мицкоски, другите под доминантна контрола на Никола Груевски, Александар Николовски, цела таа една екипа контра Христијан Мицкоски. Во таков конфликт нема место на политичката сцена за СДСМ. СДСМ е небитен, битен како ланскиот снег. И се додека СДСМ не се врати назад, не свати дека тие треба да бидат вирус,
и од нивниот вирус да биде направена вакцина. И таа вакцина да биде користена во битката со власта, а не тој процес од едната и од другата страна да им го остави како простор за конфликт на ВМРО против ВМРО, СДСМ нема шанси да размислува за враќање на голема врата на политичката сцена. Гласањето во Европскиот парламент, каде што обединато повеќе од 2/3 ИПП, Европската народна партија, ПЕС, партија на социјалисти, АЛДЕ, партијата на либералите, здружени, гледате, тие избират помеѓу две, помеѓу три варијанти. Едната варијанта е современ македонски или модерен македонски јазик. Втората варијанта е повеќе вековен или многу вековен македонски јазик и третата варијанта е воопшто да не се спомни македонски јазик и македонски идентитет. Ако беше модерен македонски јазик, тоа ќе му послужеше како форма за политичка борба на Христијан Мицкоски, мрзат, не сакат и така натаму и така натаму. А ако беше употребен повеќе вековен македонски јазик, тоа ќе беше победа на Христијан Мицкоски како победник против Европската унија. Христијан Мицкоски ќе беше убедлив победник тука во Република Македонија. Не, меѓународната заедница одбира да не биде прифати ни едниот ни вториот модел. Туку воопшто да не биде спомнат македонски идентитет, воопшто да не биде спомнат македонски јазик. На тој начин да ја излечат подлогата на Христијан Мицкоски, да му го исцицат кислородот, да му го исцицат воздухот, да нема маневарски простор, значи да нема кислород, знаете, како вие функционирате, како ние функционираме како одредени организми. Мораме да дишиме кислород за да останеме живи. А колку повеќе дишиме кислород, толку побрзо се придвижуваме или се движиме кон нашето заминување, кон нашата смрт. Така што и сега на политичката сцена, знаете, вие кога терате Мицкоски да дише повеќе кислород за да може да остане на врвот на политичката сцена, така повеќе го трошите. Така повеќе и повеќе го намалувате неговиот политички век на владење во Република Македонија. Пораката од Европскиот парламент, кога не е усвоен извештајот со македонски јазик и македонски идентитет, е порака до Мицкоски, порака до Заев, порака до Венко Филипче. Не може формирање на заедничка влада за решавање на клучните проблеми во Република Македонија. Значи Мицкоски не може да направи предвремени избори и да го искористи незадоволството на македонскиот електорат од Европската унија, како што Груевски го направи 2008 година, да распиши предвремени избори и на тие предвремени избори да победи Дуи Али Ахмети, да се направи влада помеѓу ВМРО, ДПМН и Дуи и тоа да биде одредена стабилна влада. Гледате, и во таа влада со Никола Груевски лојален партнер беше Али Ахмети. Со помош на Али Ахмети, структури на Али Ахмети, Никола Груевски ја напушта територијата на Република Македонија. До ден денес структури на Али Ахмети одржуваат на дневна основа комуникација со Никола Груевски, но не може да одржат комуникација со Христијан Мицкоски. Зошто? За да нема стабилна власт во Република Македонија или да не биде стабилна власта на Христијан Мицкоски во Република Македонија. Но Мицкоски не може да прави ни влада со неговиот траен долгогодишен сојузник, тоа е Зоран Заев. Гледате, Зоран Заев прави кадровски решенија сега на локални избори во СДСМ, за да му возможи да се прошета на тие локални избори Христијан Мицкоски, да има Џан да разбира 1, 2, 3 градоначалника да има СДСМ и на тој начин Мицкоски да оневозможи било какви операции за негово евентуално сменување во врвот на ВМРО ДПМН. Значи не може да има ниту предвремени избори, да коалицира со Али Ахмети. Од Европскиот парламент му беше испратена порака, не може да прави ниту влада со СДСМ, со Венко Филипче како малцински партнер и тој малцински партнер да послужи како понтонски мост на мала врата Дуи Али Ахмети да бидат дел на владината коалиција во Република Македонија. Имате Тиранска платформа број 2, тоа е Еди Рама и неговиот амбасадор тука во Република Македонија, кој има една единствена задача да работи на се да извлекување на влен од влада на Република Македонија и влагање на Дуи и на Али Ахмети на голема врата во власта во Република Македонија. Во такви околности, кога пораката на Европа, на Европскиот парламент, нема широка влада СДСМ ВМРО ДПМН и затоа не беа изгласани тие амандмани и затоа беше изгласан таков еден извештај, тоа е всушност порака до Мицкоски, до Зоран Заев и до Венко Филипче. Дечки, времето на вашето владење и времето на вашето договарање е завршено и само од вас зависи уште колку ќе станете на чело на СДСМ и на чело на ВМРО ДПМН. И имате Лисабонска декларација 92 година, кога се изгласува во Лисабон, Република Македонија може да биде призната како нова, современа, независна држава, без во името на државата да биде содржан зборот Македонија, паѓа влаата Никола Клюсев. Имате сега во наводници нова европска или Лисабонска декларација, кога во таа резолуција не се споменува македонски јазик и македонски идентитет. И повторно и 92 и денес ви се вклучуваат британците со гума за спасување на Република Македонија. Сега сваќате која е тежината, која е габаритноста
рамката на тој британски кредит 5 милиарди фунти, некаде близу 5, односно 6 милиарди евра или 6 милиарди долари. 1992 година Република Македонија се случува со сериозна политичка и безбедносна криза и влегува британската дипломатија. Робин О'Нил, Даглас Херт и така натаму, и го дава тој компромисен предлог Република Македонија во Заграда Скопје. Не се усвојува тој предлог, па имате самит на Европската економска заедница, претходницата на Европската унија во Единбург, декември 1992 година, кога и се дозволува на Република Македонија решението на својот проблем со Република Грција да го бара во Обединетите нации. Така, во април 1993 година, после одлука на самитот на Европската економска заедница во Единбург, е примена Македонија со поранешна Југословенска со мали букви Република Македонија како постојна членка на Обединетите нации. И денес имате еден британски кредит 5 милиарди фунти во услови кога Македонија ги има замрзнато своите преговори со Европската унија, за да не останеме тера инкогнита членка на НАТО алијансата, но без сериозни европски перспективи, се вклучува Велика Британија со британскиот кредит. И британската политика всушност тука сака да го забоди британското знаменце и да рече, знаете, вие може да правите што сакате од Егвилја натаму, можете да правите што сакате од Табановци натаму, но тука, на овие 190 километри, може да поминува пруга само со климање на британската влада, со климање на глава на британската влада, ки има стоп за кинески пари, ки има стоп за руски пари, ки има стоп за сите неевропски или не британски пари и влијање тука во Република Македонија. Така што, низ ова призма кој се гледат работите. Ова што се случи во Европскиот парламент, британците го видоа, го знае или работеа на тоа со месеци наназад, но работе и на британски кредит. Зошто? Знаете, Македонија не може да се остави како членка на НАТО алијансата да падне во руски раце, да падне во српски раце, да падне во бугарски раце, односно чите во руски раце, и Кремљ да има влијание на политичките разбраски тука во Република Македонија. Конфликтот, кога американската политика си купи 1, 2, 3, 4 години време за одмор, која нема такво сериозно замешателство тука на балканските политички сцени и процеси, се вклучува Велика Британија. Британското влијание или британската конфронтација со руското влијание тука во Република Македонија. Ајде да видиме на крајот на денот дали руското влијание им било полесно да се спротивстават на американското влијание или ќе им биде многу потешко на британското влијание. Шарени револуции, форми на шарени револуции, тоа секогаш прави Тависток, институтот во близината на Лондон. Тоа е британско замешателство. Така е рушен Вучич, доека не прифати тоа што од него го барали британците. Така може да биде рушена влада во Македонија, надвор од Република Македонија. Во оној момент, кога тие ќе речат да на британските барања, тоа ќе престанат сите проблеми. Ајде за крај уште една пикантерија за да завршиме ова наша редовна политичка анализа. Марк Дикинсон, крајот на 90-тите години, амбасадор на Велика Британија тука во Република Македонија. И кога Христофер Хил 98 година на галичка свадба играше заедно со Бранко Цренковски и сите очекуваа лесна и убедлива победа на СДСМ на парламентарните избори 98 година, Марк Дикинсон велеше дека ВМРО-ДПМН и Лјупчо Ѓорѓевски ќе се прошетат на изборите октомври-ноември 98 година. И беше во право. Имаше уште една теза. Сега ќе дојди таа 98 година ВМРО-ДПМН на власт и ВМРО-ДПМН кога ќе дојде на власт ќе може да формира своја финансиска олигархија. Со процесот на приватизација 93-та, 4-та, 5-та до 98 година СДСМ формираше своја олигархија, сега од 98 до 2002 и евентуално до 2006 години ВМРО-ДПМН ќе формира своја олигархија, ќе има две олигархии. Едните ќе бидат за левицата, за СДСМ, вторите ќе бидат за десницата, за ВМРО-ДПМН. И тие ќе ги финансираат тие две политички партии, едните и другите ќе се менуваат на власт на 4 или на 8 години во Република Македонија. И тоа беше суштината на британското помагање на процесите во Република Македонија. Му помогна да дојде Лјупчо Ѓорѓевски на власт, Лјупчо Ѓорѓевски не врати и после една или две средби со Марк Дикинсон, тогаш како амбасадор на Британското кралство во Република Македонија, па замина на одредена мисија во Косово, дојде тука во Република Македонија која беше војната 2001 година, бараше одредени отстапки од владата на Република Македонија, имаше средби со Доста Димовски, имаше средби со Лјупчо Ѓорѓевски, не беа исполнети неговите барања, рече тука завршува дипломатијата, почна воената дипломатија и беше пратен воен представник на Велика Британија тука во Република Македонија. Сер Стюарт Пич пред 3 или пред 4 години го направи истиот овој модел кој го прифати Александар Николовски за соработка на Македонија со Велика Британија, им го презентираше Димитар Ковачевски на Али Ахмети, односно на Артан Груби, и тие тоа не го прифати Димитар Ковачевски. Сума сумарум падна Димитар Ковачевски од власт во Република Македонија. ВМРО-ДПМН не го прифати и ако игра на британска карта може да остане на власт во Република Македонија.
Не погоди Марк Дикинсон. Знаете зашто не погоди? Македонската олигархија не се дели лево-десно. Туку таа ги контролира и левите и десните. Зошто? Бидејќи е формирана во еден голем дел од структурите на КОС тука во Република Македонија. А СДСМ и ВМРО-ДПМН се двете деца на таа структура кои 34 години се менува на власт. После кочани, тие се обидуваат да се спасат. Колку ќе успеат, ќе видиме и едните и вторите и сака да формираат некоја заедничка влада. Зошто? Да спасат одредени процеси, одредени капитали, одредени инсталации кои повеќе од 34 години биле градени тука во Република Македонија. На крај, гледате едно од двете клучни барања, да бидат отворени архивите не само во Скопје, туку и во Белград, да се види кој како е формиран. Али Ахмети, кој можеби беше под контрола на Белград, тоа го разбра и сега сваќа дека мора да прави контрола и да се побрза со Тирана. Затоа Косово паѓа, затоа Косово има политичка нестабилност 5 или 6 месеци, бидејќи конфликтот на албанскиот и на српски свет не е сега во Република Македонија, туку е во Косово. Преку Косовска платформа е формирана владата на Република Македонија, влен или вреди влезе во власт со Христијан Мицкоски, 2017 година беше формирана влада врз база на Тиранска платформа, на Еди Рама, пропаѓа Косовската платформа, сега е време за Тиранска платформа број 2. Дали е тоа добро за Македонија? Не сум сигурен, почитувани гледачи. Мислам дека е дојде моментумот да почнеме да размислуваме со своја глава. За почеток, па да почнеме да размислуваме дека СДСМ и ВМРО не се партии кои го мислат доброто на Република Македонија. Беше наша редовна политичка анализа. Ново дружење, вторник, 22 часот и 30 минути вонредна политичка анализа. Последна емисија за ова календарска YouTube сезона 2024-2025 година, недела 27 јули. До вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.